Во Скопје има 100 подземни и 4100 надземни контейнери, но ѓубрето сепак се фрла на улица. Иако јавното претпријатие Комунална хигиена тврди дека садовите за отпад редовно се празнат, забележително е дека преполните контейнери се редовна слика на македонската метропола. За разлика од високо развиените европски земји, каде што и свеста на населението е високо развиена, во Македонија се уште се зборува за важноста и потребата од рециклирањето, па дури се уште се апелира до граѓаните ѓубрето да го фрлаат во соодветни контейнери. За жал, иако живееме во модерно општество и речи се и да нема човек кој барем на неколку дена не ја напуштил државава и видел како се живее во големите европски и светски градови, повраќањето дома се продолжува со старите навики. Пред само неколку месеци бевме свидоци на еколошка катастрофа која му се случи на студентскиот дом Пелагонија во Кисела вода, како резултат на несовесното однесување на студентите, идни академски граѓани. Расфрлан отпад и покрај многобројните апели од јавното претпријатие Комунална хигиена се забележува насекаде, а многу често граѓаните мака мачат да го погодат контейнерот, па ѓубрето завршува околу контейнерите, создавајќи мини депонии на секој чекор. Се обративме и до јавното претпријатие Комунална хигиена, од каде што велат дека динамиката на собирање отпад е за пофалба, а како пример ни посочија неколку европски градови, во кои за разлика од кај нас отпадот се собира 2 пати неделно. Сите садови за одлагање на отпадот се празнат 7 пати во неделата, односно еднаш дневно, иако нашата оперативна програма за работа предвидува тоа да се прави само 6 пати, меѓутоа ние поради потребите на терен со години наназад тоа го правиме еднаш дневно. Јас би сакала да напоменам дека во сите светски метрополи, еве на пример во околината на балканските простори, во Словенија, на пример во Хрватска, тоа се прави 2 до 3 пати во неделата, така што кај нас станува збор на вистина за една многу честа динамика. Макар што и покрај тоа се случува да имаме поплаки, дека контейнерите се преполнети или дека, например, не може да се одложи отпад, но тоа се должи на одредени други проблеми кои што треба да ги решаваме. На подземните контейнери, за кои што најчесто имаме поплаки дека на платформата се оставени различни типови на отпад, за жал, оваа појава не се должи на динамиката на собирање, бидејќи таа е навистина честа, еднаш дневно собирање на подземни контейнери кои што има зафатнина од 3 метри кубни, е навистина многу честа динамика, така што овие садови никогаш не се преполнети, меѓутоа може да се случи да се заглави нивниот отвор од страна на стопански субјекти, институции кои што ги користат овие садови, исфрлајќи амбалажна, да речеме, амбалажен отпад кој што е со поголема зафатнина, на тој начин се заглавува, се блокира овој отвор и граѓаните можеби имаат и одредена предпоставка дека е заглавен, дека е приполнет контейнерот и својот отпад го одлагаат на платформата. Од друга страна, граѓаните се жалат дека во Скопје недостасуваат повеќе садови за одлагање на отпад. Неколку наши соговорници велат дека и покрај изградбата на нови згради во нивните населби, бројот на контейнери останал непроменет, па токму затоа и се преполнуваат за само неколку часа. Но од Комунална хигиена го тврдат спротивното. Локациите на контейнерите не ги одредуваме ние, туку секторот за урбанизам и секторот за комунални работи при градот Скопје, меѓутоа работиме координирано во тесна соработка, онаму каде што значи според бројот на жители и бројот на новоизградени стамбени објекти ќе се покаже потреба дека има потреба да се постават повеќе садови, секако дека веднаш го правиме тоа и продолжуваме со сервисирање на овие садови. Без оглед на динамиката на собирање на отпадот од контейнерите, ѓубре во Скопје ќе има на секој чекор, се додека не почнат граѓаните да се однесуваат во согласност со нормите и правилата на урбаното живење.